Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ова утро решивте да го поминете заедно со нас, да си го пиете првото утринско кафе и се разбира да ни ги проследите сите содржини кои што многу внимателно ги подготвуваме за вас. Во минутите што следуваат ќе зборуваме за Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, кој што има заедничка изложба на детски цртежи со невладината организација Хавер Србија. За каква изложба станува збор, до кога ќе биде отворена и се разбира целиот интерес кој што го покажале дечињата правејќи, истата ќе ги сподели импресиите госпоѓа Жаклина Мучева во продолжение. Жаклина, добро утро. Добро утро. Задоволство ми е што сте утрово заедно со нас, бидејќи навистина имаме што да покажеме и да испратиме порака до сите гледачи, бидејќи оваа тема која што е мощна и сензитивна, Холокаустот, овој пат е обработена од деца од Македонија и од Србија. Навистина има што да се види преку цртежите на учениците од основно и средно училиште, така што јас еве ги поканувам уште на самиот почеток гледачите да дојдат и да ја погледнат изложбата. Оваа тема, оваа година, односно темата е музеите што го обединуваат поделениот свет. Па како ја објаснувате темата и како децата ја разбраа? Знаете како, токму за оваа тема се одлучивме да ги поканиме и нашите партнери со кои што имаме одлична соработка, Хавер Србија, да бидат дел од една заедничка изложба која што нели ќе одговори на потребите на оваа тема, која што е мощна моќна, така што заедно премостуваме многу конфликти, многу недоразбирања, нетолеранција и секако на глобално ниво сите оние војни жаришта сакаме да ги надминиме со пораката која што ја праќаат децата преку овие цртежи. Тие истражувале, барале податоци, читале, што за нас е многу важно, бидејќи е дел од нашата едукација на учениците во нашава земја, секако тоа го правеле и во Србија. И производот од таа нивна едукација и од посетата на Меморијалниот центар се гледа токму во овие цртежи. Навистина има што да се види и пораката која што тие ја праќаат е секако дека сакаат мир и сакаат земјата да биде убаво место на живење, а сите оние војни конфликти и недоразбирања да бидат надминати. Да. Ме интересира како децата го доживуваат Холокаустот и што најчесто сакаат да пренесат преку своите цртежи, освен мирот кој што апсолутно треба да владее насекаде. Нашите ученици многу често на оваа тема изразуваат нешто што го читале по предметот македонски јазик и литература, а тоа е Момчето во пругасти пижами. Ние многу често на нашите семинари им велиме на наставниците: не мора оваа книга да ја обработувате, бидејќи е фикција. Тоа не е начин како на децата да им се објасни што се случило во Втората светска војна со евреите. Пријателството во книгата да, но има многу работи кои што се необјасниви, бидејќи се фикција. Но има и цртежи кои што навистина се многу инспиративни, бидејќи децата знаат навистина да одат длабоко, кога станува збор за војната, кога станува збор за убиството на детската популација, така што можеме многу различни нешта да видиме во нивните цртежи и да извлечеме многу поука од децата, бидејќи тие се нашата иднина и јас се надевам дека еден ден сите овие цртежи ќе станат реалност, ќе бидат сведоци на некое лошо минато, а сепак на нашава земја, на убава планета, ќе има убави нешта за доживување и нема да има војни. Да. Сакам воедно да прашам како дојде до соработката со Српската невладина организација и како тие се поврзаа меѓу себе? Нашиот проект Холокаустот низ призмата на детските очи се реализира во нашава земја веќе 13 години. Оваа година и средните училишта ги вклучивме, а проектот кој што го имаат Хавер Србија
се вика Холокауст, култура сеќања, Саша и Горјана Ајзенберг. Значи, тие два проекта ги споивме. Децата кај нив исто така творат на тема Холокауст и добивме една заедничка изложба која може да одговори на овогодинешната тема која што е поставена за Меѓународниот ден на музеите, и јас сум многу задоволна од она што го добивме од нашиот партнер Хавер Србија, бидејќи и тие навистина работат многу на едукација, работат со учениците, со нивните наставници и со пошироката популација. Имаме многу заеднички нешта, па еве и оваа заедничка изложба навистина има голема тежина и јас препорачувам да дојдат да ја видат вашите гледачи. Да, и на самиот крај сакам да ве прашам уште колку е важно младите генерации да учат и да знаат за Холокауст. Многу е важно, бидејќи тие во иднина треба да го чуваат мирот, да го заработат мирот ако го нема. Затоа ги поканувам и учениците кои не биле и не ја виделе нашата постојана поставка, да дојдат и да видат што имаме да покажеме, бидејќи навистина приказната која што се раскажува во оваа модерна поставка во Меморијалниот центар може многу нешта да промени во нивните ставови, во нивните гледишта. Организираните училишни посети се бесплатни, така што еве можност училиштата да дојдат, сите останати гледачи исто така можат да ја видат поставката за само 100 денари, символична сума, и секако да размислат дали и тие не треба да влијаат, без разлика дали имаат контакт со младите или не, но социјалните мрежи се многу моќни и да внимаваат што се пишува на социјалните медиуми, бидејќи децата читаат, гледаат и се многу активни. Да. Жаклина, ви благодарам многу за овој разговор. Се надам дека ќе се зголеми посетеноста за оваа изложба, се разбира, после нашиот прилог, и ви благодарам што правите вакви активности за да ги растеме децата со вистински вредности. Благодарам и јас. Само ќе кажам дека музеите се една архива на вистината. Нека дојдат и нека видат што имаме да понудиме. Благодарам.